да видиме денеска или ова утро за промена како се буди Битола. Знаете дека секојдневно имаме различни прилози кои што ни ги подготвуваат количките од дописнички од останатите градови, а меѓу нив е и колешката Емилија Мисрилиевски, која што ова утро ќе ја вклучиме во живо од Битола, да видиме како ова утро се буди Битола, дали во Битола постои сообраќајен метеж во овој дел од денот или не. Добро утро, Емилија. Добро утро. Добро утро од Битола. Овде е ведро и студено. Не знам како е времето кај вас. Немаме, гледам, загадување, но тоа не значи дека можеби подоцна ќе се случи, затоа што Битола е редовно меѓу градовите кои што се најзагадени во државата. Сообраќаен метеж. Да, и Битола има своји проблеми во сообраќајот, можеби не онакви какви што ги имате вие и посебно како што ги имате деновиве, но сакав да кажам дека и Битола има сообраќаен хаос. Овде сум на најфреквентната крстосница во градот, која што можеби се уште гужвата не е започната, некаде ќе кулминира околу 8 часот. Битолчани постојано бараат од сите власти досега локални да ги решат овие сообраќајни проблеми, но се останува во зоната на ветување. Имаме специфична сообраќајна инфраструктура, посебно во централниот дел на градот, каде што е и старото градско јадро со тесни улици. Имаме околу 30.000 регистрирани возила во град, каде што од ова место каде што јас се наоѓам, периферијата во радиус од сите страни е оддалечена некаде 4 километри. Велосипедите ретко се користат, затоа што Битола нема велосипедски патеки, иако општината во изминатите години редовно субвенционираше велосипеди, но велосипедски патеки не се изградија. Во едни вакви услови немаме ни катна гаража, автомобилите се паркираат по улиците, по тротоарите се извинувам, пешаците се движат по коловозите и навистина е еден општ сообраќаен хаос. Експертите велат дека на Битола е потребно итно една модерна сообраќајна студија, точно во ова време кога градот треба да изработи нов генерален урбанистички план. Значи, таа сообраќајна студија да се темели врз истражувања и анализи од терен како ќе изгледа движењето на возилата, овие 30.000 кои што велам дека ги имаме регистрирани, и на пешаците во Битола. Сообраќајот е и трет загадувач во градот. Значи, ако во овој период, посебно зимскиот, домаќинствата се најголемите загадувачи и учествуваат во тоа загадување со 55%, индустријата и РЕК Битола со вкупно некаде околу 25%, сообраќајот учествува со 15 до 20% во загадувањето на градот. Повелете доколку имате некакви прашања. Да, Емилија, јас би сакал да прашам, бидејќи сум бил сведок на малку поголеми гужви и метеж, посебно во празничните денови, во викендите, во оној дел накај ниже поле скијачкиот центар, нагоре по планината. Дали се размислува, дали има информации некако тоа да се регулира и да се среди, бидејќи навистина е сообраќаен хаос кога се во прашање нели викендот и битолчани, а и сите оние кои што ја посетуваат Битола, сакаат да се качат горе на скијачките терени. Има ли снег? Така е, не, значи има снег, меѓутоа на повисоките зони од Пелистер, се уште скијачките центри не е доволно за да имаме услови за скијање, значи имаме два скијачки центри. Едниот е на скистазите во Нижеполе, од едната страна на планината, на другата страна ни е ски центарот Копанки. Од оваа страна кон Нижеполе патот е нешто подобра, бар беше изминатите години реконструиран и е нешто по-широк отколку овој кој води кон Копанки. Тоа е навистина исклучително голем проблем и мислам дека во догледно време нема решение. Битолчани бараат и проширување и реконструкција на тој пат и мислам дека навистина е недолично
Битола и Пелистер со таква убавина, со таква понуда да имаат таква патна инфраструктура. Не верувам дека во догледно време ќе има поинакво решение од тоа што е во моментот, освен некаква реконструкција и асфалтирање за проширување не станува збор. Така, Емилија, благодариме за ова вклучување утринава од Битола. Голем поздрав до сите наши гледачи во Битола. Поздрав и до вас. Се гледаме следна прилика.